Фудбалерите на основното училиште Братство го освоија првото место во фудбалската лига на општина Карпош. Во финалето тие успеа да го совладаат тимот на основното училиште Лазо Трповски и да го зацврстат своето шампионско место. Главните актери на надпреварите задоволни од целата организација на овие надпревари и од финалниот резултат. Ја доби наградата за најдобар играч. Може ли да ни кажеш како се чувствуваш? Одлично се чувствувам, пошто чест е да бидам најдобар играч во лигата за фудбал во општина Карпош и воедно во оцу на мојот тим добро изигравме на овие училишни игри. Се надевам дека генерациите позади нас ќе го наследат овој успех. Ја доби наградата за најталентиран играч, а за вашето училиште Аврам Писевски го освоивте третото место. Може ли да ми кажеш како се чувствуваш и што за тебе значи оваа награда? Чувството е прекрасно. Наградата многу ми значи. Се надам дека ќе помогне да работам понапорно и да бидам успешен. Задоволни ли сте со третото место? Па може би прво, ама задоволни сме. Ние лани бевме шампиони исто. Дека кога почневме имавме едно чувство дека ќе освоиме пак, имавме добра екипа и општина Карпош имаше многу добро организирано ова лигата. Со организацијата на сите вакви и слични настани, Карпош повторно докажува дека е најспортската општина во Република Македонија. Ние сме прво презадоволни дека нашата општина е една од најспортските општини во Република Македонија. Продолжуваме со исто темпо. Еве денес заврши турнирот или надпреварите на основните училишта во фудбал. Првата награда ја доби основното училиште Братство, како и минатата година. Сакам да потенцирам дека општина Карпош секогаш излага на пресред на младите, на спортистите. Овие деца кои што денес победија ќе добијат едно наградно патување во нашата збратимена општина Тивот, каде што исто така ги се надпреваруваат на еден турнир. Тоа е значи како награда или стимул за сите наредни генерации повеќе да се вклучат во спортот, да продолжат во исто темпо. Исто така најдобрите прогласени играчи од овој турнир понатаму добиваат и стипендии, кои што ги доделува исто така општината Карпош за талентирани ученици, за добри спортисти и секаков друг вид кој што можеме да ги натераме младите да се вклучат поактивно во спортот. Училишните спортски лиги со исто темпо продолжуваат и наредната година. Една од целта ни е овие млади талентирани деца да ги насочиме кон спортот, повеќе да го засакат спортот, да се занимаваат со него, да тренираат, бидејќи спортот ќе им допринесе за вистински вредности во животот, да спознаат, да допринесува за подобар психофизички нивен развој и од таа насока ги организираме и овие спортски училишни игри. Третото место во фудбалската лига им припадна на фудбалерите од основното училиште Аврам Писевски.